почитувани колешки, колеги, пратеници, почитувана јавност, во историјата на Република Македонија како независна суверена држава, ова е трет пат буџетот како најважен финансиски документ на една држава, односно најважен инструмент на јавното финансирање, да се носи без опозиција. Жалосно е и празно е да дебатираме и всушност не знам дали може да се употреби прирокот дебатираме, доколку опозицијата не е тука во оваа сала, за она што значи живот и обстојување на сите граѓани во Република Македонија без исклучок. Значи се работи за најважниот финансиски инструмент во нашата држава и ние се надевавме како парламентарно мнозинство дека до овој момент представниците од опозицијата ќе се одважат, ќе смогнат сили и напори да дојдат и да учествуваат во дебата за буџетот, затоа што на Комисијата за финансирање и буџет првиот ден започна дебатата, затоа што по прв пат парламентарното мнозинство, односно Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија, прифатија 6 амандмани од опозицијата. Ова е дополнет предлог буџет на Република Македонија за 2018 година, затоа што ги содржи прифатените амандмани. За прв пат зборувавме за буџет кој не се однесува на изборна година, кој не е напумпан, кој нема фиктивни бројки. За прв пат започна дебата за буџет кој е ослободен од било какви непродуктивни, односно помалку продуктивни ставки или проекти или капитални расходи, односно се однесува исклучиво на капитални инвестиции кои носат, односно враќаат вредност. Овој буџет има две компоненти, развојна и социјална компонента, и што е најважно, ова е буџетот кој се однесува за финансиска стабилизација на Република Македонија. Јас нема да навлегувам во бројките кои ги изнесе министерот за финансии, нема ни да навлегувам стриктно во ставките кои се однесуваат на одредени прашања, односно на одредени проекти, туку ќе се обидам да направам една дистинкција, една разлика во контекст на тоа што значеше, например, буџетот од минатата година, кој беше донесен од страна на минатата власт, и како терк неколку буџети наназад, визави овој предлог дополнет буџет што го разгледуваме денеска. Да повторам, комисиската дебата требаше да трае 10 дена, траеше, меѓутоа немаше дебата, затоа што опозицијата не беше на комисиската расправа освен првиот ден. Денеска би требало да започне првиот ден од 5 дена општа расправа на пленарна седница, меѓутоа дебатата губи смисла. Но тоа не значи дека јавноста треба да остане осиромашена или неиспочитувана за одредени сваќања, односно одредени размислувања на парламентарното мнозинство кое застана за овој и за ваков буџет, извините, и кој имаме намера да го донесеме како причина или повод за финансиска стабилизација на државата, имајќи ги во предвид развојната и социјалната компонента. Значи, со строга контрола и со намалување на помалку продуктивни или непродуктивни расходи, истовремено се обезбедува значителен износ на капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија. Тоа всушност означува, или со други зборови речено, оди кон фискална консолидација.
се кратат непродуктивните трошоци, и за тоа зборувавме многу пати и во комисиската расправа. За економскиот раст од 3,2%, односно за вкупните приходи од 193,5 милиарди, кои се 4,7% повисоки од 2017 година, за буџетски дефицит од 2,7%, кој е помало од оној што беше минатата година, ви реков, значи, доста доволно, доста детално беше објаснето и од страна на стручните служби во Министерството за економија, финансии, и од самиот министер за финансии. Меѓутоа, јас ќе одам на тоа што овој буџет практично ќе значи за граѓаните на Република Македонија. Односно, како граѓаните на Република Македонија ќе почувствуваат дека овој буџет всушност ги има развојната и социјалната компонента и ќе значи финансиска стабилизација на државата. Прво, 24,7 милиарди денари или 400 милиони евра се издвоени за капитални инвестиции во патната, железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. Значи, тоа се 1,3 милиарди денари повеќе од претходната година. Тоа се капиталните инвестиции кои носат додадена вредност, кои враќаат вредност. Тоа не се фасади, тоа не се огради, тоа не се стиропори и мермери што не се мермери, тоа се капитални инвестиции во инфраструктурата кои враќаат додадена вредност. За здравствената заштита обезбедени се 1,1 милиарда денари повеќе од претходниот буџет. Значи 1,1 милиарда денари повеќе од буџетот за 2017 година. 2 милиарди денари помош за домашни компании и странски инвеститори. И како програмска определба на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, што се преточи во програмата на владата на Република Македонија, освен странските компании, овој буџет предвидува и текаква економска помош за отворање и развој на домашните компании. Нормално, буџетот значи непречена исплата на плати, пензии и социјални трансфери и предвидени покачувања на платите во здравството, одбраната и образованието. Оваа влада отиде чекор понатаму пред донесување на буџетот. Се сеќавате дека пред 10 дена донесовме одлука за пренамена на останатите средства од минатиот буџет, со ребалансот на минатиот буџет, кои не можеа да бидат искористени поради низа објективни причини. Токму да бидат искористени за раздолжување на државата кон стопанските субјекти, односно кон услужните дејности каде што државата должи. И тоа беше еден многу искрен, многу исправен потек на оваа влада, не да се задржат, не да се префарла средствата, туку да се овозможи онаму каде што државата должи, кон здравствени домови, кон општи болници, кон културни установи и така натаму, да си ги санира, односно да си ги превземе обврските, да си ги реализира онолку колку што е во можност, заради тоа што одредени други проекти недостасува технична документација, одобренија и така натаму. Во овој предлог буџет на Република Македонија за 2018 година за прв пат ние можеме да зборуваме за зголемување на фискалната транспарентност. Она што како опозиција пред 3, 4, пред 2 години остро го критикувавме одговорницата, дека нема показатели, нема индикатори, нема механизми и алатки ова собрание или јавноста да знае како се трошат буџетските пари. Недостасуваа документи, недостасуваа стандардни формулари кои секоја држава која претендира да биде демократска, цивилизирана, која ги применува универзалните
вредности за фискална транспарентност, сака да покаже на јавноста на граѓаните како се трошат парите што се собираат од граѓаните. Значи, ние досега не сме биле сведоци на дебата за буџет, каде што премиер на влада и министер за финансии на јавна дебата на националната телевизија, на јавниот радиодифузен сервис, дискутираат за секакви прашања поставени од финансиски експерти. По прв пат имаше дебата со невладини организации, имаше приметби, забелешки, сугестии, предлози од засегнати здруженија на граѓани, имаше дебата во јавноста помеѓу експертите, имаше граѓански буџет, она што со неколку пати во минатите години како опозиција тврдевме дека недостасува. Не може обичниот граѓанин на Република Македонија да навлезе во секоја ставка. Не сме сите финансиски експерти. И јас не сум финансиски експерт. Меѓутоа, граѓанскиот буџет е токму тоа што на сите нам како граѓани на оваа држава ни кажа како планира владата на Република Македонија да ги троши парите на граѓаните, односно на даночните обврзници. Значи, зголемувањето на транспарентноста и користењето на реални основи за изготвување на буџетот за наредната година, вклучително и прикажување на точниот, прецизно искажан буџетски дефицит. Значи, нема да надмине 2,9% од бруто домашниот производ во согласно со ребалансот на буџетот. На тој начин, ниските оценки кои ги имаше Република Македонија за многу слаба фискална транспарентност во однос на трошењето на парите на буџетот, овој пат ќе доживеат енормен скок и ние всушност сакаме да охрабриме владата и во понатамошниот процес на следниот ребаланс и на изготвување на следниот буџет да се оди и чекор понапред. Значи, сите оние 27 документи кои цивилизираните држави, односно членките на Европска Унија, односно државите кои немаат проблем да кажат на своите граѓани како се трошат народните пари, да бидат изготвени, навреме подготвени, доставени, јавно објавени за целата јавност во Република Македонија да знае на што, како и колку се трошат парите од даночните обврзници. Инаку, користењето на реалната проекција на бруто домашниот производ е како клучна определба за она што го слушнавме од Министерството за финансии, односно и ММФ рече дека проекцијата на реалниот бруто домашен производ е 3,2%, Светската банка 3,2%, што значи буџетскиот дефицит од 18,2 милиарди денари, односно 2,7% од бруто домашниот производ, е во секој случај помал од оној минатата година проектиран од кој изнесуваше 2,9%, значи во 2017 година. И то внимавајте, се работи сега за реални ставки за година која не е изборна. Значи нема никаква причина, како што имаше владата причина за 2017, за 2016, да ги пумпа одредени ставки, да ги прикажува нереално, затоа што се знаеше дека се работи за години во кои ќе се одржат парламентарни или локални избори. Основа на проекциите се исто така економските очекувања, задржување на определбата за редовен и недискриминаторски поврат на ДДВ кон фирмите, што е уште една многу значајна придобивка и многу значајна разлика во однос на тоа што како економска политика беше спроведувано во минатата деценија, задржување на стапката на социјални придонеси и мало зголемување на максималната основица на плаќање како придонес за умерено поголема прогресивност, а нормално
редовно подмирување на обврските на буџетските корисници и обезбедени средства за се она што всушност значи дека има план и програма за трошење на парите. Значи, обезбедување на средства за проекти кои ги поминале сите стадиуми, односно сите фази, од оценување на потребата, од планирање, од обезбедување на целокупната потребна документација, затоа што на крајот на краиштата и ние како пратеници не сме овдека да гласаме партиски буџет. Ние како пратеници доаѓаме од некој град, од некое населено место, каде што постојат потреби за реализација на голем број инфраструктурни проекти, проекти од комуналната сфера, од образовната сфера, од услужните дејности, и ние како пратеници, односно застапници на тие граѓани таму, кои гласале за нас, кои не избрале, сме всушност должни и пред Министерството за финансии, и пред владата да ги истакнеме тие барања. Поддршка за тоа имавме и во предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, односно и на коалиционите партнери, кои ги содржеа есенцијалните капитални проекти за секоја област, било регионално да се гледа Република Македонија, било по општини, и кои всушност стана дел од нив, составен дел од финансиите кои се планирани за нивна реализација. За споредбата. Јас само неколку примери ќе дадам за да се покаже експлицитно во што се состои, да речеме, разликата на некои ставки, на некои потреби кои во досегашните буџети не постоje, а сега ги има. Пример. Обезбедување средства за минимална плата. Се сеќавате дека заедно со опозицијата го изгласавме законот за зголемување на минималната плата. Значи, лани имало 0, сега има 461 милион 250 илјади денари. За поттикнување на вработувањето, во ланскиот буџет имало 12 милиони 153 илјади денари, сега има 1 милиарда 1 милион 400 илјади денари. Следно, поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи. Се сеќавате, тоа е мерката која ја изгласавме за оние семејства кои немаат можност заради ниските лични примања да приуштат на сопствените семејства годишен одмор, и за таа намена лани имало 0, а во буџетов за наредната година се предвидени 30 милиони денари. Привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободна економска зона. За ова бевме критикувани дека како парламентарно мнозинство, односно како владина коалиција, ке сме ги укиниле странските инвестиции, странските инвеститори сме ги одвраќале, немало интерес, бегале и така натаму и така натаму. Еве ви доказ. Значи, бројките не лажат. За привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободни економски зони, во буџетот за 2017 година биле предвидени 474 милиони 590 илјади денари, а со овој за 2018 585 милиони 550 илјади денари. Значи цели 110 милиони денари повеќе. Унапредување на деловни активности. Биле 15 милиони, сега се 40 милиони. Унапредување на локална и регионална конкурентност во областа на туризмот. Имало 0 денари во буџетот за 2017, сега се 61 милиони 500 илјади денари. Поддршка на домашни гринфилд инвестиции. Ево ја поддршката за домашните стопанственици, односно луѓето кои имаат храброст и одважност да отворат фирма и да почнат да се занимаваат со собствен бизнис. Значи, со буџетот за 2017 година имало 0 денари, а сега се предвидени 900 милиони денари. Значи, безмалку 1 милиарда денари. Инвестиции во железничката инфраструктура.
имало 0 денари, сега се 636 милиони денари. Во технолошките индустријски развојни зони, за кои исто така неправедно бевме обвинувани дека не сме ги сакале, не сме имали интерес или дека сме сакале инвеститорите кои доаѓаат во тие тирзови да ги одвратиме. Напротив, значи за технолошките индустријски развојни зони во 2017 година биле предвидени 230 милиони денари, а со буџетот за 2018 се предвидени 405 милиони денари. За поддршка на развојот на мали и средни предпријатија, со ланскиот буџет биле предвидени само 9 милиони денари, за оваа година да бидат предвидени 38 милиони денари. И така натаму, има уште голем број примери кои експлицитно покажуваат дека во овој буџет, освен социјалната и развојната компонента, на вистина се води сметка за вложување сериозно во капитални инвестиции кои враќаат вредност, кои всушност ќе го направат и стопанството и економијата конкурентни и кои ќе придонесат за побрз економски развој. Ние цело време викавме парите да се враќат кон граѓаните, цело време викавме дека поголемата потрошувачка ќе придонесе до придвижување на оној замаец за побрз економски развој, а овој и ваков буџет всушност тоа го овозможува. Реков за патната и железничката инфраструктура 3,5 милиарди денари, комунална и енергетска инфраструктура скоро 6 милиарди денари. Реков за образование и спорт 2,4 милиарди денари, за здравство 1,9 милиарди денари, беше 900 милиони денари за минатата година. Одбрана 1 милиарда денари, правосудство 530 милиони денари и така натаму, и така натаму. Значи, во однос на процесот на изготвување на буџетот, во однос на тоа што всушност буџетот треба да представува и во однос на тоа што бруто домашниот производ, значи 11,11 милиарди евра е всушност личната потрошувачка, инвестицијската потрошувачка и јавните расходи заедно, овој буџет ни дава за право да веруваме во искреноста и во искрените намери на владата. Она што го кажуваше цело време, дека всушност овој буџет ќе значи финансиска консолидација на државата и дека овој буџет е првиот чекор за луѓето, граѓаните на Република Македонија, реално да почувствуваат и врз својот джеб зголемување на стандардот, зголемување и подобрување на условите за живот, затоа што за овој буџет можеме да тврдиме и заради постапката со која што е носен, и заради ставките кои ги гледаме во дополнетиот предлог, дека всушност се работи за реални основи, се работи за реална проекција, се работи за проектирање и на приходи кои можат да бидат остварени и на расходи кои можат да бидат остварени, се работи за еден дефицит кој можеше и на нечесен начин да биде поголем, меѓутоа владата честно кажа дека со зголемување на акцизата само на дизел горивото, значи само на дизел горивото за 3 денари со ДДВ 3,5 денари, всушност ќе се добијат потребните средства за да се исплатат долговите и уште една многу битна работа, она што секоја сериозна влада, без оглед на погрешните, погубните политики на минатите влади, не може владата да се ослободи од обврските кои ги има државата. Не може владата на Република Македонија да не плати 10 милиони евра за Македонска филхармонија. Невозможно е, затоа што сериозна влада ги превзема обврските. Меѓутоа, несериозно е пратеници од опозицијата да поднесуваат амандмани на буџетот, сите да бараат средства да се пренаменат од финансирањето, односно реализацијата на долгот кон Македонската филхармонија, ќе зедов само како пример,
значи од 10 милиони евра, ако ќе ги соберите сите тие амандмани, ќе видите дека всушност бараат вредност од 350 милиони евра. Значи, тука се виде неинвентивноста во првиот ден, односно од кога дојде буџетот од владата на Република Македонија овдека, неинвентивноста на опозицијата дека не знаејќи, затоа што, видите, ако имате буџет со напумпани вредности, вие можете да барате од ова да се скрати, од ова да се скрати и да се пренамена средства за одредени проекти. Меѓутоа, од буџет кој што веќе ги скратил во основа, во почеток, непродуктивните и помалку продуктивните проекти, нема шанса за таква пренамена на средства. И заради тоа, јас, значи, уште еднаш ќе го изгразам и своето лично жалење и нормално на целото, во име на целата пратеничка група на парламентарното мнозинство, затоа што буџетска расправа личи со опозиција. Во буџетската расправа, која требаше да трае неколку дена, требаше да се убедиме едни со други. И со дел од амандманите, кои беа реални, кои беа на висина на она што на вистина значи пропуст на владата во проекцијата, кои на вистина значат подобрување на одредени услови за одредена категорија на луѓе, односно за одредени краишта во нашава Република Македонија, тие амандмани беа прифатени. И затоа денеска разговараме за дополнет предлог на буџет. Морам да го изразам задоволството на сите нас како пратеници од парламентарното мнозинство, заради тоа што буџетската транспарентност се зголеми и текако во самиот процес на собирање податоци, на проектирање на буџетот и на јавна дебата, која беше предмет не само на експерти, туку и на граѓански издружења, на невладини организации, а неретко најодговорните луѓе, и премиерот, и министерот за финансии, всушност дебатираа и со експерти, и со граѓански издружења, и со невладини организации за идеите, односно за основните начела на овој предлог буџет. Всушност, ниската оценка што досега имаше Република Македонија за учество на јавноста во буџетскиот процес, која беше 6, што значеше многу слаба вклученост на јавноста во процесот на буџетирање, ако го споредите со државите во регионот, мислам дека овој пат и tekako ќе порасне и мислам дека е овој вистинскиот начин, нормално охрабрувајќи се самите сега, како пратеници, утре заедно со нашите колеги од опозицијата и заедно со извршната власт, да го имаме контролниот механизам на реализацијата на буџетот. Не како досега, без одлуки, без разгледување на ревизорски извештаи, без алатки и механизми кои им стојат на располагање на собрањето на Република Македонија, да бидеме оневозможени да вршиме контролна функција на извршната власт. А всушност поентата на вршењето на контролната функција на пратениците е таа, да видиме како извршната власт ги троши народните пари. Значи, механизмите се тука, алатките се тука, ние како парламентарно мнозинство ќе бараме стриктна, блиска, детална и континуирана соработка со сите релевантни фактори во извршната власт, нормално, прво подпирајќи се врз детерминираноста на владата која ја кажа, дека трошењето на парите ќе биде транспарентно, јавно, ќе биде објавувано на интернет страниците на сите министерства и врз определеноста наша како пратеници да сме сигурни дека ова што денеска го носиме како буџет и што ќе го донесиме како буџет ќе биде, како викаат, арчено онака како што сме предвиделе и визави сите определби и програми што оваа влада ги поднесе на почетокот. Јас ви благодарам.